информација дека пред свеченоста сте имале и еден плоден, рековте, разговор. Можете да ни кажете во што се состоеше? Добро, некаде околу 11 часот со градоначалникот досегашниот на општина Велес Аце Коцевски имавме подна дискусија, отворивме многу теми, сите проекти фактички кои се отпочнати и што ќе отпочнат во изминатиот период беа опфатени во нашата дискусија. Ме запознат со градоначалникот со тие проекти, но и со проблемите на тие проекти. Ова прилика сакам да искористам и јавноста да запознам дека ниту еден проект не планирам да го заклучам, напротив, со администрацијата планирам сите проекти да бидат поддржани, интензивно да работиме на нивна реализација. Што е прво што ќе почнете? Со што прво ќе се зафатите? Јас во предизборната кампања имав неколку работи кои ги спомнав јавно. Сега, после оваа пресконференција, сакам да се видам со администрацијата да поразговарам. Втора работа од која имам валиден подпис, планирам неколку решенија кои се за легализација да ги подпишам. Неколку или сите рековте? Тие што се подготвени, тие што се спремни. И трета работа, продискутиравме за плоштадот и паркингот кој се наоѓа во центарот на градот, кој е на 3 нивоа со 100 паркинг места, да видиме до каде за да почнеме да работиме на тој проект. Рековте легализација, дали тука може би спаѓаат и дивоградбите на Бабуна? Не. Тие што се изработени подпишани од страна на општинската администрација. Подадовте рака на сите вработени, дали ќе имате ваш тим? Значи, јас сум добар познавач на состојбите во општина Велес, има тука доста квалитетни луѓе кои работат, но секако согласно потребите, градоначалникот ме информираше дека има неколку ослободени раководни позиции кои во изминатиот временски период, иако биле ставени на пополнување, никој не се јавил, така да ќе пробам и тие позиции да ги пополнам. Од делот на раководител на градежништво, урбанизам и се она што значи развој на градот. Што му предадовте освен клучот? Прво би сакал да со особено задоволство да потенцирам дека ова што го правиме во Велес е многу важна и добра работа и тоа треба да служи како пример за сите други општини како треба мирно да се предаде власта без оглед кој ќе победи, затоа што тоа е израз на волјата на граѓанките и граѓаните. Ние тука ништо не можеме и навистина сум горд за ова што се случи денес. Второ, со новоизбраниот градоначалник господинот Колев имавме многу убав конструктивен разговор. Јас сметав дека е коректно од моја страна како досегашен градоначалник да му дадам еден пресек за состојбите во општината, со вработените, подполнетоста на работните места во општинската администрација, за финансиската состојба, за тековните проекти кои се реализираат во моментов и некои проблеми што се појавуваат, посебно на горниот и долниот дел на пазарот, за обезбедените средства од грантови и по други основи за во наредниот период, како тоа побрзо да се изменаџира, за подготовката на првите седници на Советот, бидејќи иде 9 ноември, денот на општината и период кога треба да се носи буџетот и програмите, особено развојните програми, така да мислам дека беше многу корисно и за двајцата и мило ми е што во една добра деловна атмосфера помина разговорот. Може ли да ве прашам едно прашање? Што мислите за претходниот градоначалник на Аце Коцевски? Исто прашање важи и Тешко прашање, јас во дебатот одговорив. Мислам дека на 24 вести беше одговорот. Јас сакам да повторам, заборив на почетокот да им се заблагодарам на граѓаните на Велес што ми е дадоа поддршката да го водам градот во наредните 4 години. Поддршката беше јасна, недвосмислена, така да ќе се понашам и јас во наредниот период честно, одговорно и достојствено. Но не ми одговоривте на прашањето. Одговорив на тоа прашање претходно. Вие Коцевски? Добро, јас ќе бидам поконкретен, бидејќи нема да се занимавам повеќе со политика. Јас имам добро искуство од соработката со Марко како раководител на Вардарски плански региони покрај се, нели, до тој период додека беше раководител. Мислам дека е скромен, честен човек и се надевам, верувам дека со успех ќе извршува функцијата градоначалник. Мислам дека граѓаните на овие избори пратија јасна порака дека не сакаат многу самобендисани и арогантни кандидати, така да јас Марко не го ставам во тие и сметам дека
во рамките на можностите ќе прави тоа што може, меѓутоа му укажав дека за жал средствата кои се слеваат во буџетот се мали за да се реализираат силните ветувања во изборната кампања, за да не се случи тоа што се случуваше претходно. Тој веќе тоа го кажа во обраќањето дека треба поддршка и од централната власт. Велес, ако се направи добра анализа, е општина која најмногу средства има обезбедено од грантови, особено од Европската Унија, но за жал многу малку средства имаме обезбедено од институциите на централната власт и затоа го поддржувам во пораката многу повеќе да се лобира. Затоа и сум цело време поборник и ќе продолжам да бидам за децентрализација, особено за фискална децентрализација, парите да се делат според објективни, правични, транспарентни критериуми на сите општини без разлика кој е градоначалник, од која партија е и кој е на власт на централно ниво. Вака како што е сега, сметам дека не е добро и мора тоа да се промени во наредниот период, затоа што не може некои општини да бидат привилегирани, а некои да страдаат заради тоа што не добиваат доволно финансиска поддршка од централната власт. А бидејќи вие доаѓате од друга политичка партија, раководните лица во институциите се избрани и предложени од друга. Дали ќе чекате мандатот да им помине на директорите или пак ќе направите некоја смена? Не сум запознан јас до кога им се мандатите на раководителите, директорите на институциите, како и да јас во наредниот период планирам да се видам поединечно со сите раководители, сите директори, да продискутираме на многу теми. Пред се ме интересираат мене проектите што се реализираат во тие институции, не ме интересираат во делот на тоа дали ќе бидат сменети или нема да бидат сменети, почекаме да видиме, времето што ќе покаже.